Откако Volkswagen лани пред крајот на годината најави дека до 2033 година во Европа ќе произведува само електрични возила, сите информации беа за нив, а немаше ништо за оние со класичните мотори. Сега во очекување на појавувањето на новиот Passat се дозна дека тој ќе биде еден од последните модели со мотори со внатрешно согорување. Според изјавата на првиот човек на марката Томас Шефер, задолжен за патничката програма, после идната генерација на T-Roc, која се очекува во 2025-та, ќе се представуваат само електрични автомобили. Пред него треба да ги очекуваме уште Tiguan и Touareg и толку. Ниту еден друг модел нема да добие наследник со бензински или дизел мотори. Пресложувањето на асортиманот нема многу да им се допадне на оние кои бараат попристапни возила, бидејќи во него ќе нема место ниту за поло, ниту пак за голф, онаков како што го знаеме. Сегашната генерација на доскорешниот бестселер, која идната година ќе биде освежена да ги задржи класичните погонски групи, но веќе наредната која се очекува во 2028-та ќе биде само електрична и тоа поставена на нова платформа. Шефер сепак остави малку поотворена врата, нешто поинаку да се случи, но само ако условите на пазарот и во регулативата драматично се изменат, зашто, како стојат работите, шансите се мали. Тој уште потврди и дека ознаките на моделите кои го градеа успехот на марката, како што се Golf, Tiguan и GTI, ќе бидат пренесени во електричниот свет.